Пазарот во градот на Свети Никола поседува своја легенда и традиција. Делувајќи во рамките на развиеното стоково производство, добива карактер на институција. Во Овчеполе покрај Свети Николе постоел уште еден поголем пазар за крупна стока и житни производи, кој се наоѓал во селото Немањици. За разлика од пазарот во Свети Николе, каде што најчесто доаѓале трговци од Велес и Штип, на пазарот во Немањици најмногу доаѓале Грци и Власи. Со оглед на тоа што овие две места се наоѓале на поголема оддалеченост, двете барале да бидат прогласени за центар на Овчеполскиот пазар. Најгласен во залагањата за селото Немањици бил богатиот свештеник поп Крсто. Меѓутоа, Свети Николе, поради својата местоположба, веќе било главен административен центар со седиштето на Овчеполскиот мудир Мухамед Ага, кој бил заинтересиран Свети Николе да стане и економски центар, противејќи се на барањето на поп Крсто. Во 1845 година, богатиот свештеник бил убиен. Тогаш трговците засилено побарале нивното место да се прогласи за градска населба и да се утврди постојан пазарен ден во неделата. Со прошетката на ТВ Сител низ градскиот пазар во Свети Николе го запознавме дедо Ацо. Го сретнавме на истото место каде што скоро секоја сабота е овде на празници и во делници, многу децении. Нашиот домаќин Никола е другар со неговите внуци и се соседи. Дедо Александар Алексов потекнува од старата светиниколска фамилија Рабушчии, еден од староседелците кој памети детално многу од случувањата во градот на Свети Никола во Овчеполе од Втората светска војна па наваму. Не почести со мал разговор во кој ни опиша каде бил градскиот пазар порано, ни направи убав муавет и дури ни запеа некоја песна. Каркаско пјани, од тај убав ја кашкавал. На пазарот во Свети Николе сме заедно со дедо Аце, кој што ќе ни каже неколку зборови за пазарот од кога постои. Нашиот пазар е преселен најнапред горе кај црквата. Тоа е после ослободувањето, тоа е негде 46 година. Таму е пазар, тоа е мал пазар. После тоа е пазаро направен овде, направимо овај покриен пазар и овие тезгите се сега ставени, така да нашиот пазар поише се продават земјоделски проizvodi. Сирење, овчеполско сирење веќе сегде прочено, затоа што ние имамо мандра, мездра што е. Мездра, таму имамо овци, таму чуваме овци и од таму се правише многу убав овчеполски кршкавал и во тоа време носеше на издрши сој, каркаско пјани, од тај убав ја кашкавал. И за нас имаше понекад, ама е така, тоа е. Бело сирење се уши имамо мандра у Љуѓанци, имамо млекара сега нова, тука доле, таа млекара. Така да избор имамо на сирење. За урда да не зборам, урдата е урда, а сирењето е сирење, имамо овчеполско убаво сирење. Вие често го посетувате пазарот, секојдневно сте тука? Ја секој ден доаѓам на пазар. Јас сум староседелец, пазарџија, пред тоа работеше доле у комерција, свињи продаваше низ Југославија и ја ако не дојдам на пазар, ќе режа болам. Ајде песна Овчепол. Шум се дига од Вардар до Берлин, голем шум се дига, Македонија се завела прва меѓу сите. Хитлер паша, царот царува, нови планове кројува, как да не робува. А ние македонците нема да се плашиме, па ке си ја запееме нашата стара песма. Нашата стара песма, Кара Орман славе, запеј, запеј, Кара Орман и Козјак планино. Браво, одлично, многу убаво. Една песна за непокорот, за Македонија, за борбата, патриотска. Уште една песна за љубовта, за непреболот, за убавите моми и носталгија за младоста.
Borjanke saltili si moma, Borjano, Borjanke saltili si moma, saltili si moma, mori saltili znaš da peš, saltili si moma, mori saltili znaš da peš. Glaso ti se sluša čak do našta niva, glaso ti se sluša čak do našta niva, čak do našta niva, mori čak do našta pole, čak do našta niva, mori čak do ovče pole. Sorpoci ostavi tebe da te slušam, sorpoci ostavi tebe da te slušam, tebe da te slušam, mori koja pesna peš, koja pesna peš, mori taja da zasvira. Ви благодарам. Со сигурност ќе се вратиме во Овчеполе за да поразговараме повеќе со овие убави луѓе. Низ историјата за пазарот на градот Свети Николе, четворица повидни граѓани, Поп Андо Каравски, староседелец, Димко Мучика, Гркот, Смиле Јанковски и Махмут Ага, отишле кај главното воено заповедништво во Битола, од каде при крајот на 1845-та се вратиле со одобрение да го направат централен пазар за Овчеполскиот регион. Од тогаш Свети Николе започнало со своето економско издигнување, заживеала трговијата со жито и стока. Нашиот домаќин во Свети Николе Никола ќе ни каже од кога датира пазарот. Во градот на Свети Никола во Овчеполе пазарен ден сабота е од памтивек. Поседуваме стари книги и записи, а и повозрастните светиниколчани овчеполци добро паметат за една случка кон средината на 19-тиот век, кога освен Свети Никола, главен поголем економски центар во Овчеполието било и Немањици. Во старите книги пишува дека уште од порано целиот пазар во Свети Никола мирисал на прочееното овчеполско сирење и масло надалеку, а и секаде на Балканот каде што имало производи од кајнас од овчеполието, пазарите имале специфичен мирис, односно тој добро познат мирис на познатото, далеку познатото овчеполско сирење и масло, кој што за разлика ден денес го има во се помали количини. Благодарам. Овчеполското сирење кое се слуша надалеку е единственото кое може да се најде на овие простори. Самото име Овчеполе јасно кажува од дамнина овде биле најздравите јагниња, а сирењето од овој регион било едно од најбараните на целиот Балкан. Во Овчеполието има многу терени и пасишта каде што земјата е природно солена. Пасиштата од народот се нарекувани соленчаци. Овчеполските јагниња биле барани од памтивек, а тајната за нивното здравје и денес се памети од локалното население. Поради тоа што пасат на солената земја, јагнињата немаат слој со лој околу срцето, што ги прави особено здрави. Пред повеќе од 100 милиони години, кога Вардарскиот океан се повлекувал од оваа територија, се задржале остатоци од натриумски и калиумски соли, врз кои се таложала тиња, па низ вековите почнале да се раствараат и да стигаат до горните слоеви на земјата. Патеписците кои минувале на Балканот пред стотици години пишувале за млекото и сирењето од Овчеполе. Евлија Челебија и Васил Канчов на пазарот во Солун забележале дека најбарано било овчеполското сирење со посебна арома и вкус кои се чувствувале оддалеку. Денес видот на овцата овчеполка е пред исчезнување. А Овчеполе со овие оригинални карактеристики е единствен регион во светот.